Во името на Господ Исус Христос, почитувани слушатели, денес ќе зборуваме за Божиот збор, неговата карактеристичност. Како прво, зборот е како леп без кој не можеме да обстанеме. Во петата книга Мојсеева, 8 глава, 3 стих, Господ вели: Те смируваше и те мореше со глад, а потоа те хранеше со мана, за која не знаевте ни ти, ниту твоите татковци, за да ти покаже Бог дека човекот не живее само од лебот, туку дека човекот живее од се што излегува од Господовата уста. А во книгата на Јов, 23 глава, 12 стих, вели: Не отстапувајте од заповедите на неговите устни. Ги чував зборовите на неговата уста повеќе отколку секојдневната храна. Исто и пророкот Еремија во 15 глава вели: Кога ми дојдоа твоите зборови, јас ги голтав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце. Зашто се викав со твоето име, о Господи Боже над воинствата. Тоа што го цитирав на самиот почеток во петата книга Мојсеева, сега Господ Исус го цитира во Новиот Завет, во Матеј 4 глава 4 стих, велејќи: А Исус одговори и рече: Напишано е, човекот нема да живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Да, Божиот збор е како леп. Потоа Божиот збор, како второ, донесува радост и светлина за оној кој верува во него. Во Псалм 19 е запишано: Господовите повелби се праведни, го веселат срцето. Господовата заповед е светла, ги просветлува очите. А во 119 псалм со слични зборови вели: Твојот збор е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. Потоа вели: Објаснувањето на твоите зборови просветлува, ги вразумува простодушните. А мудриот Соломон во Пословици 6 глава 23 стих вели: Зашто заповедта е светилник, законот е светлина, опомените на изобличувањата се пат кон животот. И во Новиот Завет апостол Петар во 1 глава вели, од 2 Петрово послание: И така имаме потцврсто пророчко слово, и вие правите добро што внимавате на него како на светило што свети во темно место, додека не осамне денот и деница засвети во вашите срца. Божиот збор е како леп и Божиот збор донесува радост и светлина. И како трето, Библијата за Божиот збор вели дека тој е сладок како мед. Во Псалм 19 и 119 вели: Поскапоцени се од златото, од чистото злато, посладки се од медот и посладки од капките на медовата пита. Колку се сладки на моето непце твоите зборови, о Господи, посладки се од мед во мојата уста. Божиот збор, како четврто, е вечна книга, постојан. Во 119 псалм, кој што повеќе пати го цитиравме, вели: О Господи, Твојот збор останува довека, постојан како небесата. Исто и Исаија вели: Тревата се суши, цветото овенува, но словото на нашиот Бог останува вечно. Потоа Господ Исус Христос во Матеј Евангелието вели: Зашто вистина, вистина ви велам, додека не поминат небото и земјата, ниту најмалата буква, ни цртичка не ќе ја снема од законот, додека не се збидне се. Небото и земјата ќе поминат, но моите зборови нема да поминат. И апостол Петар на сличен начин вели: Зашто секое тело е како трева, и сета нејзина слава како цвет. Цветот трева, тревата се осушува и цветот и опаѓа, а Господовото слово останува до века, а тоа е словото кое ви е објавено како Евангелие. Божиот збор е книга Господова и треба да се проучува. Пророкот Исаија 700 години пред нашата ера вели во 34 глава: Истражувајте во Господовата книга и читајте.
Ниjedно тоа не изостана, зашто неговата уста нареди така и неговиот дух нив ги собра. Божиот збор е, според Библијата, возлюбен и сакан збор. Тој е возлюбен од сите верници кои вистински, искрено веруваат во него. И во Псалм 119, во 47, 72, 97 и 140 стих вели: Мојата наслада е во Твоите заповеди, зашто ги возлюбив. Помил ми е законот на Твојата уста отколку 1000 златници и сребреници. О, колку го љубам Твојот закон, по цел ден размислувам за него. Твоите зборови се испитани многу, затоа Твојот слуга ги љуби. Потоа како седмо, Божиот збор или зборот е како дожд што паѓа. Зошто е така спореден? Еве што вели псалмистот. Како што паѓа дожд и снег од небото непрекинато додека земјата не се напои, не се оплоди и не се зазеленее, за да му даде семе на сејачот и леб за јадење, така словото што излегува од мојата уста не се враќа при мене без плод, туку го прави она што го сака и ќе го изврши она заради кое го испратив. Зборува Господ. Библијата или Божиот збор е уживање и наслада за секој што го проучува и што ја проучува Библијата. Еремија вели во 15 глава 16 стих: Кога ми дојдоа Твоите зборови, јас ги голтав. Веќе тоа го кажав. Твоите зборови го восхитија и го зарадуваа моето срце, зашто се викав со Твоето име, о Господи Боже, над воинствата. Е сега, како што Божиот збор е наслада, уживање, како дожд што паѓа, како леп, тој Божи збор е исто така и оган што гори. Да видиме што вели пророкот Еремија. Тој вели: Затоа вака зборува Господ над воинствата, Бог над воинствата. Затоа што зборуваа така, моите зборови во Твојата уста во оган ќе ги претворам, а овој народ во дрво, за да го голтне огнот. И потоа Еремија 23 глава вели: Не е ли мојот збор како оган, зборува Господ, и не е ли сличен на чек, и односно на чук што е крши карпата, или чекан што е крши карпата? Бог е автор на неговиот збор. Бог е автор на неговиот збор. Во Еремија 36 глава вели: Во 4-та година на Јоаким, јудејскиот цар, Господ му го упати оваа слово на Еремија: Земи книжен свиток и запиши ги на него сите зборови што ти ги реков за Израел, за Јудеја и за сите народи од денот кога почнав да ти зборувам, од деновите Јосиини до денешниот ден. Забележете овде што вели: Земи книжен свиток и запиши ги на него сите зборови што јас ти ги реков за Израел. Бог е авторот на неговиот збор. Потоа во Езекијел 1 глава ни се вели вака: Во 30-та година, во 4-тиот месец, во 5-тиот ден, кога бев меѓу заробениците при реката Хевар, небесата се отворија и јас видов Божјо видение. Во 5-тиот ден на истиот месец, во 5-та година, откако го одведоа во робство царот Јоаким, Господовото слово му дојде на Езекијел, синот Вузиев, свештеник во халдејската земја, при реката Хевар. Господовата рака се спушти врз мене. Тука треба да се забележи ова: Господовото слово му дојде на Езекијел и тој го објави. Бог е автор на Божиот збор. А во Новиот Завет апостол Петар вели: Знаете го ова пред се, ниедно пророштво во писмото не може да се толкува како кој сака, зашто никогаш пророштвото не дошло од човечка волја, туку светите Божи луѓе зборувале носени од Светиот Дух. Зборот е духовна храна. Храна која што дава радост, мир, спасение. Езекијел вели: И ми рече: Човечки сине, проголтај го тоа што е пред тебе, изеди го тој свиток и оди проповедај му на Израелевиот дом.
Сите луѓе имаат потреба од зборот, зашто е храна. Тоа што веќе го реков, напишано е, човекот не ќе живее само од леп, туку од секој збор што излегува од устата на Бог. Божиот збор е чист како вода. Во Ефесјаните апостол Павле, 5 глава, 26 стих вели: за да ја освети, мислејќи на црквата, очистувајќи ја со водно капење во Словото и да ја представи пред себе славна црква, која нема дамка, ниту брчка или нешто слично, за да биде света и непорочна. Божиот збор е духовен меч за борба против злото. Апостол Павле во истото послание од Ефесјаните, 6 глава, 17 стих вели: земете го шлемот на спасението и мечот на духот кој е Божиото слово. Зборот треба редовно да се чита. Во Колосјаните 4 глава, 16 стих Павле вели: кога ќе се прочита ова послание при вас, погрижете се да се прочита и во Лаодикејската црква, а она од Лаодикеја прочитајте го и вие. Божиот збор е инспирација од Бог. Апостол Павле во 2 Тимотеј 3 глава, 15 стих вели: зашто од детство ги познаваш светите писма, се мисли на Тимотеј, кои можат да те направат мудар за спасение преку вера во Исуса Христа. Зашто целото писмо е од Бог вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело. Божиот збор е жив, динамичен. Во Евреите 4 глава 12 стих вели: зашто Божиото слово е живо, делотворно, поостро од секој меч остар од двете страни и навлегува до разделувањето на душата и духот, на зглобовите и на мозокот, и ги суди мислите и намерите на срцето. Тој Божи збор за наново родените Божи деца е како млеко за растење. Само преку него се расте. Во Евреите 5 глава 12 до 14 стих е запишано: имено според времето требаше вие да бидете учители. Меѓутоа, вам ви е пак потребно да ве учи некој на основните начела на Божите пророчки зборови. И станавте такви, што ви е потребно млеко, а не тврда храна. Зашто секој кој се храни со млеко, неискусен е во словото на правдата, зашто е младенец. А тврдата храна е за полнолетните, кои преку навика ги извежбале сетилата да разликуваат добро и зло. Исто и апостол Петар вели во своето послание: како новородени деца, копнејте по чистото духовно млеко, на Словото, за да пораснете преку него за спасение, ако веќе вкусивте дека Господ е добар, или благ во некои други преводи. И на самиот крај, Божиот збор е духовно огледало на душата. Апостол Јаков во 1 глава вели: зашто кој го слуша Словото, а не го извршува, тој е сличен на човек кој го наблюдува своето природно лице во огледало, ќе се погледне и ќе замине и веднаш заборава каков бил. А кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. Божи благослов на сите слушатели. Амен.